Ова писмо е подпишано од 61 граѓанска организација кои што во рок од само 24 часа изреагира експресно и ја поддржа аргументацијата, загрижени од тоа што и понатаму се гази човековото достоинство во Република Македонија и понатаму се гази врз Уставот на Република Македонија. Во Македонија Уставот е празно слово на хартија со кое власта се игра мајтап. Јас ќе поставам неколку риторички прашања. Дали слободата во Република Македонија е неприкосновена? Одговорот е да, но само на хартија во член 12 во Уставот на Република Македонија, не и за оние кои што не мислат како власта. Дали во Македонија цензурата е забранета? Да, во член 16 од Уставот на Република Македонија, ама не во медиумскиот простор. Дали во Македонија секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Да, во член 32 од Уставот на Република Македонија, ама не и во државната администрација. Дали секој човек во Македонија има право на здрава животна средина? Да, во член 43 од Уставот на Република Македонија, но не во Скопје, во Тетово, во Битола, за граѓаните кои што живеат во овие огромни населени места. Конечно, вчера уште еднаш се уверивме дека власта на големо го кршела член 17 од Уставот на Република Македонија, со кој би требало да се гарантира тајноста на општењето и на комуникациите на граѓаните. Вчера 10 граѓански организации се соочија со својата вистина, се соочија со докази дека биле прислушувани, дека власта го знаела секој нивни чекор многу однапред и можела да предвидува што ќе направат. Дали власт која што ги слуша своите граѓани, која го слуша цивилниот сектор кој што е критичен по дефиниција, власт која што одбива јавни дебати, власт која што своите граѓани ги нарекува индијанци и човечиња, може да се коригира. Таква власт не може да се коригира и затоа таквата власт мора да се замине. Упатуваме апел и до Европската унија и до САД дека одговорноста за стабилноста и демократичноста на Република Македонија веќе не е само на граѓаните на Македонија, туку е и заедничка споделена. Одговорноста е наша, домошна, меѓутоа одговорноста е и нивна. Одговорноста е и на меѓународната заедница. Потенцираме дека преговарачкиот процес воден од хан не смее да се толкува како договарање и преговарање меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН и другите политички партии. Овој процес мора да ја гарантира стабилноста и демократичноста на Република Македонија. Токму затоа ова писмо ќе го врачиме сега до делегацијата на Европската комисија во Македонија во име на Европската унија и до Соединетите Американски држави, односно до амбасадата на САД. Јас мислам дека Европската унија е свесна за овие апели. Ние во име на коалицијата за граѓаните за Македонија пред неколку дена испративме писмо. Имаме фидбек дека писмото е разбрано и писмото е толкувано. Сигурно дека очекуваме штом во олкав број се собираме, се здружуваме и реагираме гласно. Што очекувате од утрешниот состанок? Да се гарантира процес кој што ќе ја обезбеди стабилноста и демократичноста на Република Македонија, а не процес кој што ќе помогне за развој на нечија политичка кариера.